Западните земји замрзна околу 300 милиарди американски долари руски државен имот по целосната инвазија на Москва на Украина во 2022 година. Најголемиот дел од средствата се чуваат во Европа. Велика Британија има вредност од околу 22 милиарди долари. Британските пратеници неодамна гласаа за необврзувачки предлог – парите да му се дадат на Киев. Неколку пратеници ја наведоа неизвестноста околу идната воена помош за Украина во време на новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп. Знаеме дека тој се чувствува поинаку за Украина, поинаку се чувствува за безбедноста на Европа, поинаку за Русија. Значи, ако сакаме да го смениме бројот на Украина, особено во услови на повлекување или потенцијално намалување на поддршката од САД, треба да одиме подалеку и побрзо и треба да ги запленеме оние 300 милиарди долари замрзнати средства и да ги испратиме во Украина. Сигурно сега е шансата ова влада на Обединетото кралство да ги превземе лидерството во расправата, да ги користиме овие средства против идните репарации што треба да се платат за да се поправи она што се случи толку ужасно во Украина. Секое намалување на помошта од САД за Киев може да ја принуди Европа да донесе одлука за замрзнатите средства, вели Александар Колиандар од Центарот за анализа на европска политика. Би се плашеле да ја оставиме Украина на воената машина на Путин и искрено се сомневам дека ако дојде до тоа, одлуката би била овие пари да и се дадат на Украина. Украина би можела да вети дека ќе ги искористи парите за купување американско оружје за да ја обезбеди поддршката на Трамп, додава Колиандар. Тоа убаво се вклопува во идејата за Америка на прво место. Тоа и помага на Украина да го добие оружјето, тоа му помага на Трамп да постигне неколку победи дома. Но тој вели дека Европската централна банка и некои национални влади изразиле резервираност за запленување на имотот. Тие се плашат дека ако ги запленат руските средства или практично ги национализираат и ги дадат на Украина, тогаш тоа би ја попречило довербата во еврото како резервна валута, а странските земји ќе се плашат од инвестирање на нивните суверени средства во европските акции, обврзници и валути. Москва вели дека секоја заплена на незиниот имот би била нелегална и вети дека ќе возврати. Но аналитичарите велат дека повеќето западни фирми веќе ги отпишале своите средства во Русија.